Почитувани новинари, почитувани граѓани, со измените на Законот за внатрешни работи, во моменти на исклучителна геополитичка затегнатост и во моменти кога нацијата треба да биде сплотена, а безбедносниот сектор консолидиран и со зголемена будност, Оливер Спасовски и Социјалдемократскиот сојуз законски го разградуваат Министерството за внатрешни работи, преку унапредување на своји партиски кадри, дури со по 3 нивоа одеднаш. Некомпетентноста и нестручноста, надополнета со немањето доволно искуство и минат труд на партиските послушници во МВР, Оливер Спасовски ќе ги надополни со своето дискреционо право и наместо според критериуми и работен стаж, унапредувањето ќе го врши по сопствена, односно партиска волја. Измените на Законот за внатрешни работи се носат без никаква консултација со опозицијата и со непочитување на насоките од Прибе за инклузивност во процесот на носење на законите од безбедносниот сектор, како и со игнорирање, односно неконсултирање и понижување на Европската Унија, ОПСЕ и други организации и институции, кои во минатото помагаа и вложија сопствени средства и огромни напори, токму во системот на градење на кариера во МВР. Со предложените измени, кои не се во склад ниту со препораките од Греко, на кои се повикува Спасовски, во институција која е хиерархиски поставена, за да напредувате во кариера, треба да ги имате потребните квалификации, односно стручност, компетенции и подеднакво важно, потребно искуство. Со овој закон, Спасовски сето ова го занемарува и го уништува системот на кариера, односно правилниот развој на вработените во МВР. На овој начин, лице кое е примено вчера на работа, може да биде унапредено и до 3 места одеднаш и да му стане предпоставен на лицето кое го примило на работа, односно на неговиот довчерашен шеф, кој е со децениско искуство и поминати обуки. Ова е грубо кршење на системот за кариера и газење на принципите на субординација. Не постои ниту една ЕУ држава каде што законски на министерот му е овозможено да си унапредува без критериуми дури по 3 нивоа одеднаш. Поради 4 кризни состојби во кои неспособната влада ја втурна државата и намалениот стандард на живот, вклучително и на припадниците на МВР, од наша страна предложивме со амандман покачување на платите, односно до сегашните 20 и 30%, да станат 30 и 40% додаток на плата, но истиот беше одбиен од страна на владата на СДСМ и на ДУИ. Ефектот од владењето, односно дивењето и самоволието на Спасовски во МВР е видлив и истото го чувствуваат и вработените. Со овие измени, што си ги предлага Спасовски, го законува своето досегашно незаконско работење и создава законски услови да продолжи со партиските чистки. Ви благодарам.